Добар ден, почитувани, и добро дојдовте во уште една рубрика прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе ви одговарам на прашања кои што ги одвоив и мислам дека треба да ги слушнете и ќе ви придонесат за да добиете голема вредност и да можеби научите нешто, да примените и да си разрешите одредени дилеми и митови. За секој од вас кој што сака можеби истото да се случува и за неговите прашања и за неговите дилеми, митови и проблеми, поврзани најмногу со здрав и активен начин на живот, слободно тоа може да го направи користејќи ги хаштаговите Ask Јосиф, моите приватни профили на социјалните мрежи како Коуч Јосиф, на Инстаграм и Фејсбук најмногу се одвива таа комуникација, а истото се разбира доколку немате социјални профили и доколку не користите интернет, може па да го направите телефонски на броевите на телевизија Телма. Стојан со точка Пепоски, кој што прашува дали млекото е добра опција за вечера. Стојан, млекото нутритивно, ако го гледаме, е супер, има млечен протеин. Она што јас би го рекол дека да, е добро, но во секој случај мислам дека многу подобра опција ако веќе се одлучуваш да вечерата ти биде склопена во чаша или ти е одлучувачки фактор времето, јас би одел со опција јогурт или кисело млеко, би одел опција кефир, уште подобро, ради уште подобриот нутритивен состав и со тоа не само што би обезбедили попријателски бактерии за твојот дигестивен систем, би обезбедил исто така и протеин, но би го тргнал и количеството на шекер, односно природен шекер, лактоза кој што го имаш во млекото и кој што е многу подобро да го немаш навечер, затоа што сепак шекерите и јаглехидратите кои што нема да се потрошат до крајот на денот ќе отидат во масти, а веројатноста дека тоа ќе се случи во вториот дел од денот, односно во вечерата, е голема. Затоа не дека е лошо, но многу подобро е да бидат овие три опции: кисело млеко, јогурт или кефир, кој што ти ги напоменав.